На светов постојат различни институции, различни бироа, каде ги поднесуваме нашите податоци и чекаме да ни издадат дозвола. Но постои едно посебно биро, каде бараме дозвола да бидеме среќни. Таму можеме да ја поднесеме својата пријава, да ги запишеме нашите податоци и да ги предадеме на шалтерот, на кој стои лице кое може да ни биде познато, затоа што тоа е нашето лице, единственото лице кое ја има дозволата за нашата среќа. Понекогаш таква дозвола добиваме многу рано, но ја забораваме во некоја фиока и таа од стоење пожолтува или времето ја нагризува. Но тоа не значи дека не може да ја обновиме. Тоа не значи дека не можеме повторно да поднесеме пријава, барање и да побараме дозвола. Да ја побараме таа дозвола во бирото на среќата, која се наоѓа на една раскрсница, каде срцето и умот пијат кафе и се договараат дека е во ред лицето на шалтерот да ни издаде нова дозвола. Се надевам дека ќе најдеме сила, љубов кон себе и волја која ќе не движи напред секогаш кога повторно ќе ни притреба таа дозвола за среќа и ќе отидеме да ја побараме од лицето на шалтерот, кое со насмевка ќе го удри печатот врз нашето барање и ќе каже: дозволено е. Да, дозволено е. Имате дозвола да бидете среќни. Ова е вашата дозвола од бирото на среќата. Земете ја. Ви следува. Вие ја заслужувате. Бидете среќни. Ако пак ја заборавите во некоја фиока или времето, не времето ја оштети, sejedno, повелете пак и побарајте од себе и единствено од себе дозвола да бидете среќни. Дојдете до бирото на среќата во кое се стигнува по патот на душата и кое се наоѓа длабоко во секој од нас.